Не, уште не, чекај. Ева е границата, отека има и граница со стоп бе. Епа официјално сме во Франција. Прва станица во Франција, не можам да го кажам градов сега, е во пекара. Едва и дочекавме да одиме во пекара во Франција. Патисери. 3 круасана, 3 пайн ау шоколад, како круасанчиња со чоколадо и еден багет. Инаку времето на утре. Има багет и 3 пайн ау шоколад и по 3 круасани. Големи се любави. Сакам сега нешто да јадам, да. Јас сакам тоа, каквото. Круасан со мајонез, марула, Со чоколадо. тоа е неговиот, и кашкавалче. Тоа е со чоколадо. Ова е со чоколада. Во Франција, пред идеме во камп да чистиме тоалет. Ова е слободен паркинг, тука буквално може кој сака да дојде. Имаат и за чистење, еве го. Таму е за сива вода. И тука буквално може да си седиш колку сакаш да си кампуваш, да одиш да скијаш. Ова е такво зимско село, празно е сега во есен. А тука има многу од овие големи камиони што се земени направени како куќи. 1, 2, 3, позади има уште еден и таа страна видов уште еден. Дали ги издаваат на Airbnb, дали го кампуваат, не знам, што ова троши многу да го возиш ти да правиш туринг низ цела Европа. Стигнавме во Шамони. Ова е нашиот камп, затвара за неколку дена, а се вика 2 глечера бидејќи имаме 2 глечера. 1, 2. Се будиш со поглед на глечери. Добро утро екипа, поздрав од Шамони, Франција. Ни требаше доста време да научиме дека се вика Шамони, ја мислев Камоникс дека се вика. Денеска конечно имаме малце сонце, а тоа значи дека може да ги видиме врвовите и за да ги видиме од блиску врвовите и глечерот, одиме со Вовче. Тоа е една од поевтините тури овдека во Шамони, бидејќи да се качиш панорамски да го видиш Монт Блан, чини 240 евра за мене и Еди. За Марке се уште без пари, до 5 години ве без пари за децата. Има уште неколку поевтини гондоли, но мислиме дека Вовчето е најидеално за дете, така да одиме на тоа. И многу гондоли сега не работат, функционираат од јуни до септември, пак ќе пуштат од ноември, сега во октомври не работи многу гондоли. Камповите, гондолите имаат пауза цел ноември, почнуваат повторно декември кога почнува ски сезоната тука во Шамони. Да собереме се што ни е надвор заедно со мачката и одиме на Вовче. Се измачивме да најдеме паркинг близу возот, сите се за возила до 2,5 метра. Ние сме 3. Имаме некои 10 минути пешки да одиме до возот и да тргнеме натаму. Еве ја скапата гондола што ве носи до горе. Преку ова брдо. Во кампот каде што бевме, видовме кампер од Исланд. И нормално отидов го прашав колку чини да се оди со фери од Исланд до Данска и ми кажа дека за повратна карта е 4000 евра. Скопсо слави трајко да роден ден. Се слави уште маркада. Треба да ти дадат доживотно лименки скопско на тебе. До 18 дни ќе ги пие. Да. Еве е железничката станица, за до горе ледената пештера затворена. Кога седиш на левата страна, таму ти е убав поглед. Со собра гужва, картите се 38 по човек, за него без пари. Еве го возот. Си се возил до сега на воз, Марк? Не, одамна се возлев на воз. Кај си се возил на воз? О, многу дамна. Многу дамна не ми текнал кога. Ајде, Марки. Оди тата. Ајде, сине. Јеј, го. Стигнавме горе. Ајде, let's go. Многу сакаме кога сме сами во гондола. Воу! Тој врв таму се вика Грепон. Тие тамо, два, се вика Гранде Јорасес и Дент ду Гјонт. Одлично. Мислам дека и позади овие планините се Италија. А тој таму се вика Верте. Моје мислење искрено дека ова не вреди да тие пари што го плаќаме, за 38 евра од човек. Твое мислење? Многу е скапо. Ама fascinating. Како да си многу малец. Многу огромна е. Не знам дали на видео вака се гледа, ама Доколку имаш и ледената пештера, може би ќе каже дека вреди, но во овој случај, да, преуви погледи, стварно е преубаво, но мислам дека
40 евра од лице е некако многу пари. Дојди да видиш што има натре. Завршиме во Шамони. Тега е време да одиме да купиме нешто, бидејќи во Швајцарија не пазаревме ништо, оган скапо. И после најдеме место каде што ќе имаме прекрасен поглед и патеки за планинарење. Ајде, прв шопинг. Carrefour. Јас сакам вакви цени. Искрено луѓе, Швајцарија беше оган. Кој е ова мерак за душа? Ривер пица? Да. Ајде зем. Попекач топ. Еве за марки за мамо за после. Денеска ќе јадеме пица. Само што откривме дека од Carrefour пицата е точно за нашиот пекач, гледајте. Ни еден прст нема. Точно е за нашиот пекач. Стигнавме, ова е нашето место за вечерва. Не е лошо. Гледате го погледот. Сите врвови заедно со Мон Блан. Тоа таму е Мон Блан. Врв скоро 5000 метри. Добро утро, стигнавме во Абервил, така некако. Ова е место одма под Алпите и е близу средновековното градче, што пишува овдека. Не можам да ги кажам. Пред средновековното градче има голем паркинг на кој е дозволено со кампер да преноќуваат. Сега нема ништо освен тоалет. Но сепак за вакви места во Швајцарија плаќаме 30 евра. Конфлан е средновековен град на 4 км од Албертвил. Основан во 14-тиот век и се наоѓа на 440 метри надморска височина. Познат е по своите зачувани калдрми, мали улички, портата Савоја и барокната црква Свети Грацијан од 1723 година. Отворена. Франција е католичка држава и многу ретко да се најде протестантска црква, за разлика од Швајцарија и германскиот дел, каде што со почетокот во Хајделберг се проширило и на југ. Градот има многу такви мали продавничиња со овие знаци како реклама, баш како од старите филмови. Малиот плоштад на ова градче. На плоштадот имаат само 3 ресторана, еден не работи и цените се 4,5 евра за чашка вино, баклава 6 евра, кола 3,5. Така да не е баш ефтино, но не е ни скапо, за разлика од оно што е у Швајцарија, по 10 евра, 15 евра. Се скачуваме одма над плоштадот и имаме ова. Тврдина со топови, каде што Марк игра. Градот нуди прекрасни погледи кон Алпите и долината на реката Арли. Но како и целиот регион околу Мон Блан, есен е мртва сезона. Само што дојдовме од Lidl, прво француско вино, да не викаат дека само пиеме македонски вина, ние тука што сме дошли во Франција. Ама Каберне Сувињон исто. Добро, ова беше најскапото од лентата, другите беа по 2-3, ова беше 7 евра. Радам дека е добро. Бордо не може да биде лош. Lidl во Франција е дупло поевтин од Швајцарија и Австрија, искрено ви кажам. Од Австрија 30%, ама Швајцарија. Да? Како што кажа пред неколку видеа, вози по споредни патчиња и ќе начекаш златни места. Така сега одиме да видиме еден замок. Не сум сигурен дека може да влеземе, но ќе пробам да го летнеме дронот. Ако успеав,
Ама каде одиме? У пештера нормално. Ова е една магична пештера. Нормално каде бараме елемент у пештерата. Така да ќе треба да имаме жешки облаки. Цена за возрастен е 14 евра, за Марк 8,5. Ајде се. Да имам шуна свет, не сум видел ваква шуна, многу е убава. Ова пештера може да се погледне само 2 пати во денот, во 10 и во 2 часот и саат време со водич низ пештерата. Тука се чекаме со водичот. Еве го Марк спремен за да оди во пештера и он ке слуша. Влагаме внатре. Ајде мајсторе. Пештерата Шоранж е една од најбавите пештери во Франција. Сместена во срцето на планините Веркор, оваа пештера е долга околу 30 км и е позната по своите тенки сталактити наречени сода сламки, кои можат, а и достигнуваат 3 метри должина. Овде ќе најдете подземни езера, а и водопади. Пештерата е откриена во 1871 година од жители на селото под пештерата, кога биле во потрага по вода. Таа денес нуди патек. Супер средено место, идеални пропорции на парцелите, тоалети кои се супер чисти и имаат пластика. Имате струја, вода на секоја втора парцела, доколку сакате жуборкање на река, земате парцела од овдека, еве вие реката, со игралиште, прекрасен поглед, еве сме ние, а мама и Марк имаа хоби акција, правеа што? Ај покажи ни. Чан 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 чан. Има број, ова број 1 напишаме тука. Number 1. Зошто? Па бидејќи ние најпрвиот штит гледаш тука. А повеќе штитови има? Да. Добро. Како викаше Кептен Америка? Avengers Assemble. Дека се овците! Среќа кампов е празен. Уште да ви кажам, кампов чини 14 евра без струја. Со струја 17. Багатела. Фонт Анројан е мало градче, познато по своите височки куќи кои привлекуваат туристи од целиот свет. Изградени во 16-тиот век, буквално висат над реката Бурн. Не би стоел на оваа тераса. Ни таму, ни таму. Таму па ич. Некои се стари и повеќе од 400 години. Толку, селото нема нешто што многу друго да понуди или па да се види. Има неколку ресторани што се малце посолени. Не ни требаат. Одиме сега понатаму да најдеме водопад, а потоа да стигнеме во едно градче кој е рај за очи. Едо, што јадеме денеска? Што спремаме додека возиме? Риба! Риба јадеме. Тадам! Тие се како стапчињи. Како се викат? Fish fingers. Како се викат тато? Стапчиња. Да, ама не се стапчиња, поголемки се. И се мислам да направам булгур и некоја свежа салата. Секое селце или градче во Франција го доживувам како новела од Ден Браун, Стив Бери или Реймонд Кюри, ако некој од вас ги читал. Може? Кај ќе седиш? Ја тука ќе се. Добро, ја до тебе. Кога сакам да застане, да прекине, му кажувам стоп. Разбира се? Па зашто не ме слуша мене? Се гледа малце, но се е вода. Ние имаме гумени чизми, но Марк нема. Побеа мокри. И беа докнати. You did it! Wait. Right. Чигам. Да не степнем. Како тука?
првиот дел го поминавме со Марк. Сега, одио е многу тежко. Ајде, сине. Искрено се исплатеше патекава. Ова е многу јако. Што ќе кажеш за овој водопад? Многу јако. Мама го најде на мапа. Овдека летно време сигурно е многу јако за бањење. Да се оладиш таму доле, туширање. А и длабоко делува. Гледам дека има сега тука, има едни дечки тука сега со нас, ловат риба. Мислам дека се по пастрмка, на блинкер, но не видов риба во водата. Ја мислам дека видов една малецка риба. Каде е комбето? Кој прв до комбето ке јаде сладолед? Нормално јас. Јас ти. Браво, Марк. Конечно стигнавме каде што ќе пренокиме вечерва. Ќе стигнавме сад време порано, но имавме блокада на патот и тоа што го извозевме за 45 минути, ќе поминавме за 5. Еве каде сме ние. Снимајме мене. Ова каде што сме сега е без пари. Направиле во општинава или градчево си има мал ваков паркинг за кампери, каде што има се, само да трошиш пари во градот. Значи пекара, ресторан и така натака. Одма надвор од паркот, буквално еве го, има ресторанче, таму има пицерија, тивко е, само ние се слушаме Марка Куика. Француски вино, ќе ми кажеш дека многу сум циција. Се гледа таму? Колку малце стави? Добре, ама колку пати сама, тоа е... Го слушнавте ова? Не колку ќе стави, колку пати ќе стави. Ја завршуваме вечерта со Спајга и еве го добриот и еве го лошиот. Кога ќе дојме во Скопје ќе направиме вакви игра со тебе. Да. 1, 2, 3, сап! 1, 2, 2, 3, 3, 4. 4. Hurry guys! Гледај баре, не гледај усадот само. Не стаже времето. Ова видео ќе го завршиме во преубавиот Грињан. Денеска е сабота, така да ќе има повеќе луѓе низ градот, но место е преубаво. Имаме среќа со времето. Не врне, има сонце. Грињан, живописно градче во регионот Дром, кој плени со својата историја, култура и природна убавина. Најпознато е по својот импозантен замок Шатю де Грињон, кој првично е изграден во 12 век и проширен во текот на Ренесансата, станувајќи еден од најголемите замоци во југоисточна Франција. Овој замок е познат како дом на славната писателка Мадам де Севинј. Околината на градот е исто толку привлечна, со бескрајни полиња на лаванда и лозија кои му даваат на овој дел од Дром негова карактеристична иделична атмосфера. Истражувајќи ги тесните калдрмани улички на Грињан, ќе откриете стари камени куќи, цветни дворови и бројни локални дуќани што нудат автентични производи од регионот. Грињан е совршена дестинација за сите што сакаат да се нурнат во историјата, да уживаат во француската култура, гастрономијата и да се опуштат во прекрасниот рурален пейзаж. Како ви се допадна ова градче? Многу е мало, многу добро. Ако ви се допадна, пишете во коментар. И за крај да ве поздрави цела фамилија Тапшанов. Благодариме што не гледате, што сте преплатени. Се гледаме во наредно видео. Peace!